Драги дечиња, следува видеолекција од предметот македонски јазик. Во оваа видеолекција ќе ви презентираме тема со наслов Разликување на детски и дневен печат. Вие сите знаете што е тоа печат. Накратко, тоа се дечиња весници и списанија. И уште еднаш, што е весник или печат? Тоа е хартија која е испечатена и се дистрибуира, односно се разнесува секојдневно или еднаш неделно. И постојат весници кои се печатат еднаш месечно или еднаш годишно, но за тоа ќе објасниме подоцна. Весникот или печатот содржи вести, написи со различни ставови и размислувања, забавни написи и написи за рекламирање. Еве можете овде да видите на сликите, имаме неколку примероци од весници. Дневен печат. Дневен печат е весник кој се печати секој ден во неделата, освен во недела. Во него има содржини за сите случувања од областа на економијата. Значи економијата тоа е оној дел каде што го опфаќа нашето секојдневие, за тоа како ние го поминуваме денот, кои се нашите дневни трошоци и слично. Од областа на културата, од областа на здравството, односно која е грижата за здравјето на граѓаните, од областа на спортот и содржини за забава. Сите тие се викаат рубрики. И овде имаме еден пример од еден весник, каде ни се представени неколку рубрики и можеме да проследиме рубрика за вести. Во рубрика за вести добиваме информации за секојдневните случувања во општеството. Во рубрика за магазин. Ова е малку позабавна рубрика и овде ние можеме да прочитаме за здравје, за убавина, за семејство, за некои совети за тоа како да ја одржуваме убавината, како да ги одгледуваме децата, како да внесуваме убави работи во семејството. Потоа имаме рубрика која што содржи култура, хороскоп и слично. Имаме колумни. Тие ни објаснуваат, односно во нив имаме информација за тоа како размислуваат другите за одреден општествен проблем. Имаме рубрика за спорт, која што се однесува за спортските активности, новости и надпревари. Исто така во весниците можат самите граѓани да си пријават и некој проблем со кој што се соочуваат и весниците тоа го објавуваат. Каде читаме дневен печат? Дневен печат читаме се разбира дома, кога одмараме, исто така на работа, кога имаме пауза и кога сме излезени во паркот. Можеме дел од времето да поминеме читајки дневен печат. Каде можеме да ги добиеме содржините на еден печат, на еден дневен печат? Нив можеме да ги добиеме од продажни објекти, еве како на сликата, тие со друго име уште се викаат и киосци, односно киоск. Овде на сликата гледате, тие се најчесто поставени онамо каде што има автобуски постојки и многу често ние луѓето можеме да купиме весници од тука, а истовремено тука во самите продажни објекти се продава и кафе, така да дел од времето луѓето го поминуваат пиејќи кафе и читајќи весници пред овие продажни објекти. И многу важно е што сите овие весници, целој овој дневен печат, вие можете да го најдете и онлайн. Односно, можете да го проследите и преку интернет. Продолжуваме со детски печат. Детски печат е весник кој содржи информации од воспитен, образовен и забавен карактер. Се печати еднаш месечно, а може и еднаш годишно. Тука спаѓаат и училишните списанија, кои содржат информации за важни настани што се случувале во текот на учебната година на самото училиште. Значи, секој училиште си има свој сопствен училишен весник и обично тој училишен весник го уредуваат учениците заедно со своите наставници и некои се издаваат еднаш месечно, а некои се издаваат еднаш годишно. Најчести списанија кои што ги користат учениците во основното образование се Другарче,
Развигор, Наш свет и поновото списание се вика Либи, а исто така има и мини Либи. Кои се содржините на детските списанија? Земавме неколку примероци од детските списанија и погледнавме дека внатре има содржини од македонски јазик, значи еве овде имате теснати интерпунктиски знаци. И исто така во содржините од македонски јазик спаѓаат разни литературни раскази кои што можете да ги проследите во овие списанија. Потоа имаме содржини од природни науки, тие во себе опфаќаат образовни содржини и одредени експерименти и истражувања кои што ги правите на училиште, а исто така можете да ги правите дома со цел да ги разгледате законите на природата. Потоа во детскиот печат има содржини од општество и математика, како што гледате на сликите, исто така ни се проследени. И има исто така рубрика која што содржи разни видови изработки, идеи за тоа како да направиме нешто. Значи можете да ги искористите, да ги соберете вашите списанија, да ги видите, да ги погледнете овие идеи, да си го пополните слободното време. Исто така има и некои цртежи и екотворби, односно творби за подигнување на свеста да си зачуваме планетата. Многу важно е тоа што исто така треба да споменеме каде можат да се набава содржините на еден детски печат. Содржините на детскиот печат ги има во училишната библиотека, значи учениците одат во библиотеката, тука имаме наставнички или библиотекарка, која што при барање на учениците таа им ги доделува списанијата, односно детскиот печат, а исто така може да им бидат доделени на часовите од нивните одделенски раководители и наставници, а додека пак самите овие списанија, весници, односно цел овој детски печат можеме да го најдеме и во поблиската книжарница. Сега малце да направиме едно кратко резиме, освен останатите разлики кои што ги видовме во претходните слайдови, да напоменеме и зошто служи дневниот печат, а зошто детскиот печат. Дневниот печат ни служи за забава и добивање информации за нашето секојдневие, а детскиот печат ни служи исто така за забава, но исто така тој е составен дел од воспитно-образовниот процес. Во дневниот печат ние разгледуваме огласи, а во детскиот печат конкурси. Дневниот печат изобилува со содржини кои се наменети за возрастните, а во детскиот печат содржините се наменети за децата и младите. И сега една идеја за тоа откако ќе ги прочитате вашите весници списанија, некогаш можете да ги соберете за да се потсетувате на нивните содржини, а некогаш можете да ги искористите малце покреативно, како например да си направите неколку срциња за во вашите детски соби, или пак неколку цветови од весник. Можете некој да изненадите на тој начин што ќе му го завиткате подарокот на малце покреативен начин со весник. Можете да изработите некои вакви ликовни творби. Исто така, можете да ги искористите за завиткување на некој букет, на подарок и слично.